Почитувани пријатели на македонската историја, денес темата за која ќе зборуваме кој го формира ВМРО-ДПМНЕ. Сметам дека 36 години се доволно време за оваа тема да ја третираме како историска. Треба да одговориме на некои шпекулации и конечно да го дадам својата анализа на сите тие настани од едноставна причина што фалсификаторите и манипулаторите на таа тема се намножуваат се повеќе и повеќе, секој ден се повеќе и повеќе, а ние знаеме дека фалсификатот на македонската историја веќе станува дел од ДНК-то на македонските историографи и делумно политичари. Затоа сметам дека е време да дадаме на целосна своја анализа и одговор на прашањето кој го формира ВМРО-ДПМНЕ и покрај тоа што во одредени сегвенции сум давал неколку пати објаснување на таа тема во разни интервјуа. Кои се тезите на кои сакам да одговорам? Првата теза е дали ВМРО-ДПМНЕ го формира УДБА. Морам да ја кажам дека првпат таа теза имам чуено од бугарскиот историчар Божидар Димитров, изгледа на него нешто не му се допаѓаше толку многу во начинот на кој функционираше ВМРО-ДПМНЕ, за да после некои негови тука пиони од така наречените македонски бугарофили ја продловочуваа таа теза. Еден од нив, Митко Џокерот, дури некоја книга напише на таа тема. Нормално, се до тоа се луѓе кои го преспаа периодот на раните 90-ти години и бараа оправдување зошто не учествувале во тие важни историски настани за Македонија. Втората групација е со сличен интерес, меѓутоа се работи овој пат за така наречени македонски националисти, големи македонски националисти, кои исто така и покрај тоа годините што им го дозволуваа тоа, го преспаа истиот тој период, не бегнаа ништо за самостојна и независна Македонија. И одеднаш се разбудија како големи македонци, ама им требаше алиби зошто не учествувале во раната фаза на битката за самостојна Македонија, па и тие се приклучија кон таа теза, тие знаеле дека ВМРО-ДПМНЕ е формирано од УДБА и затоа еве така решиле да се останат по страна да ги чекаат процесите, некој друг да им ги заврши. Значи, тоа е првото обвинување дали ВМРО-ДПМНЕ е формирано од УДБА. Втората теза на која сакам да одговорам е кој е основачот на ВМРО-ДПМНЕ и тука најчесто морам да кажам дека немам проблем со левицата и за првата тема немам проблем со македонската левица, меѓутоа овде посебно пак немам проблем затоа што никога од македонската левица не ми успорува мојата улога на формирање на ВМРО-ДПМНЕ. Тука главното оспорување почна од времето на Никола Груевски, за да денеска се продлабочува, се проширува и тука како главен кандидат за таа улога се поставува личноста на Драган Богдановски. Покрај него како формирач тука има и еден куп само повикани основачи на ВМРО-ДПМНЕ. Ја можам да набројам барем 13 луѓе кои во минатите 7-8 години од времето на Никола Груевски се пријавуваа на местото кандидати за основачи на ВМРО-ДПМНЕ, што е многу интересно. Некои од нив, да речем, учествувале на основачкото собрание во публиката, друг од нив, не знам, тука се моткал негде еден ден или 2 дена, па после го снемало со години. А некои што се па интересни, па не ни биле во првите 3 години во основањето на ВМРО, и тие, да речеме, се нарекуваат некакви основачи на ВМРО-ДПМНЕ. Тука карактеристичен е, да речеме, покојниот Бранко Синадиновски, кој мислам дека во ВМРО-ДПМНЕ се појави 3 години после неговото основање, а напиша книга како го основал ВМРО-ДПМНЕ. Така што такви кандидати има 13 со амбиција дека се основачи на ВМРО-ДПМНЕ. Затоа кратко и едноставно, без развлекување, прво ќе кажам кој го основа ВМРО-ДПМНЕ. ВМРО-ДПМНЕ го основа Љупчо Ѓорѓиевски и Борис Мејковски.
па празен простор, па тука можат многу луѓе кои со да кажат дека се трети, четврти, пети, меѓутоа главните основачи на ВМРО ДПМН се се Лјупчо Ѓорѓиевски и Борис Мејковски. На прашањето која воскресна идејата за самостојна и независна Македонија, без лажна скромност, заради тоа што фалсификаторите се не безмилосни во македонската историографија, идејата за самостојна и независна Македонија ја воскресна само Лјупчо Ѓорѓиевски, па еден огромен празен простор, па можете да барате кој тој што втор кажал после мене дека Македонија треба да се воскресне како самостојна и независна држава. Еве, тоа е почетокот. А сега понатаму имам чувство и потреба да зборувам за како дојде до формирањето на ВМРО ДПМН, а пред да влезам во темата како дојде до ВМРО ДПМН, мислам дека овде е просторот кај што можам да зборувам за моето фамилиарна политичка традиција и да зборувам за моето фамилиарна позадина и како растев до таа позиција да дојдам до идејата да се формира ВМРО ДПМН и идејата за самостојна и независна Македонија. Значи, ќе почнам со семејството во кое сум растел, како дел од еден микрокосмос на македонската историја. Значи, на почетокот би ја спомнал мојата мајка, Вера Ѓорѓиева. Таа е од Берово. Незиниот татко, Ефтим Чочовски, 1944 година е убиен од страна на германците при нивното повлекување од Македонија. Значи, тој заедно со 9 други беровчани е стрелан, бил цивил, не бил партизан. При што морам да кажам, стрелањето на цивилите е многу пострашна работа од некои што сега се пројавуваат. Мојот дедо беше партизан, не знам, губија германците, губија бугарите, затоа што во секоја држава, гледам истата терминологија сега има и во Хрватска, и во Србија, јасно кажуваат, ако некој се бори против етаблирана власт со динамит, со пушка, со бомба, тоа е легитимна цел за затварање и убивање од страна на оние кои се власт во државата. Значи, при повлекувањето германците имаат направено повеќе стрелање на цивили, повеќе карактеристично е тоа во Источна Македонија, не знам, најверојатно таму доаѓал стравот за влезот од бугарската армија во тоа време. Има стрелања во Штипско, во Кочанско, еден куп стрелања. Меѓутоа, никој денеска во Македонија не им обраќа внимание на тие стрелања кои се случувале од страна на германците. Брутално стрелање на цивили. Во таа насока морам да кажам дека мајка ми на 8 години останала сираче и според нејзините кажувања живееле многу сиромашно. Во таа насока исто спомнуваше дека никогаш не добиле никаква социјална помош од државата, а јас колку што знам, Титова Југославија има добиено и војни репарации од Германија точно заради во кој требало да бидат обештетени и стрелани луѓе од страна на германската политика, на германските фашисти. Значи, тоа е кратката приказна за мојот убиен дедо од страна на германските фашисти. Никогаш тоа не сум го злоупотребувал кога сум бил политичар и покрај тоа што гледам денеска одредени личности во Македонија сакаат да злоупотребуваат такви фамилиарни приказни. Сега ќе одам во Делчево, каде што ќе се задржам малку повеќе, затоа што таму сум растен и таму подобро ја знам историјата на фамилијата на татко ми. Ќе почнем со мојот прадедо, Ѓорги, кој по потекло се од Разловци. Негде после Разловачкото восстание, тие се преселуваат во Делчево, односно тогаш Царево село, каде што тој негде 904-905 година
влегува во некоја конфронтација со некој локален турски мукник. Според некои кажувања, нели, дошло до тепачка, до пресметка, не знам каква била завршницата на сето тоа. И до тој му се заканеле дека до вечерта ќе биде убиен со семејството, тој го собира семејството и бега во соседниот Кюстендел. Зошто во Кюстендел? Ако може денеска 2 милиони македонци, односно бугарски граѓани да викаат дека имаат потекло од Македонија заради бегството од Македонија во Бугарија, најверојатно од тие причини, нели, ако може и Гоце, и Даме, и Ѓорче, и Јане, сите да се кријат од Бугарија, најверојатно тоа е причината зашто и мојот прадедо избегал во Кюстендел, каде што 906 година се раѓа мојот дедо, Андреј, и во неговата лична карта стоеше место на раѓање Кюстендел, и покрај тоа што неговите две постари сестри се родени во Царево село. 908 година со Хуриетот тие се враќаат назад во Делчево и сега почнува другата страна на македонската историја. Негде во периодот меѓу Втората Балканска војна и Првата светска војна, најстарата сестра на дедо ми, Марија, се жени за новодојдениот српски учител со презиме Џајич. Мене ми беше интересен заради фудбалерот Џајич, меѓутоа мислам дека немаат никаква роднинска врска. И за таа женитба семејството на мојот прадедо добива смртна пресуда од страна на ВМРО, затоа што во тоа време строго било забрането да се жениат македонците со србите. Верувам дека таа мажачка или свадба била од љубов, значи love story, затоа што тие покрај тоа што немаа деца, живееа до крајот на својот живот, и двајцата истера, ако добро ги паметам, по 90-ти години, без никаков проблем во бракот. Кога доаѓа бугарската армија 16 или 17 година во Првата светска војна, семејството на дедо ми мора да бега во Србија кај семејството на овој Џајич. Тука остануваат година-две, додека нели нема гаранции дека ништо нема да им се случи и тие така се враќаат назад после, да речеме, година дена бегство во Србија назад во Македонија. Во исто време, сега почнува, нели, српската окупација од 21 година, пак и сестрата на баба ми исто се жени за српски учител, тој е пак со презиме Ранчич, каде што има две ќерки и од нив има деца кои се на моја возраст, и јас морам да кажам дека ние многу повеќе се дружевме со оваа гранка на роднините. Татко ми беше иницијатор на тие големи фамилиарни друштва и ние имавме една ваква традиција каде што секоја година тие доаѓа во Делчево, а ние одевме во Ниш и во Белград, затоа што, нели, тие две ќерки од, нели, сега од сестрата на баба ми, има сопрузи, едниот работеше во фабриката во ЕИ Ниш, а другиот беше мајор во Југословенската армија, предвремено пензиониран. Зошто предвремено пензиониран, тоа го зборувавме фамилиарно, меѓутоа никош не дознавме зошто фамилиарно, зошто е предвремено пензиониран. Така што јас како мал сум растел во тие односи и од страна на бабата и од страна на дедо ми. Дедо ми, сестра му Марија и овој учителот Џајич, не паметам што работел, меѓутоа очигледно сигурно работел некоја добра позиција, затоа што последните 30 на години од животот тие имаа купено куќа во Врнјачка бања и живееа во Врнјачка бања. Јас мислам дека и денес многу пензионери во Србија не можат да си дозволат да посетат Врнјачка бања, а тие имаа куќа таму и живееа во Врнјачка бања, а дедо ми
секој лето 2 до 3 месеци се селеше во Врничка бања. Тоа беше време кога мајка ми издивнуваше затоа што живеевме сите во иста куќа. На крајот кога почина, татко ми викаше единствен наследник кој може да се повика на таа куќа си ти, треба да појдеш да си ја побараш во некаков тип на приватизација. И морам да бидам искрен, еднаш отидов во Врничка бања да ја барам куќата, меѓутоа кога влегов во Врничка бања си го поставив прашањето што барам тука, немам место за мене и така не ни барав што куќа и каква куќа е таа. Сега другиот дел на семејството, значи кој исто така морам да го кажам, 35-36 година негде се отвара оглас во жандармеријата во Делчево, инаку во Делчево имало огромна касарна, за главен кројач или главен на одделот на шијни и кројни униформи во Делчевската касарна. И нормално дедо ми прво со двајца зетовци од едната и од другата страна Србија. И нормално со таа историја на бегство во Србија бил еден од главните кандидати, така што тој официјално влегол на служба во српската жандармерија и тоа траело 5-6 години, се до 41 година. Во таа насока, сега продолжувам со приказната, кога доаѓа фамилиарно новие посетите, сега овој учител од Ранчич, мој роднина од страна на бабата, нонстоп секоја година раскажуваше една приказна која очигледно на човекот му останала толку впечаток во животот и јас ја научив напамет. Имено 41 година кога влегуваат германските фашисти на територијата, кога ја разбиваат југословенската армија, ги заробуваат сите овие тука југословенски војници, што срби, што мобилизирани. Тоа е настан кој сега во последните години го проучувам и од бугарската историографија, меѓутоа и од српската историографија почнуваат да зборуваат на таа тема. Прво во српската историографија, кај што затоа што таа тема била подценета во Југославија, германските фашисти заробуваат негде околу 350.000 југословенски војници, од кои сите они што се албанци, хрвати, словенци и бугари веднаш ги ослободуваат во старт, а србите негде околу 250.000 ги земаат со себе како војни заробеници и практично ги носат во концентрациони логори низ Германија, Полска, земите кај што ги владеат да бидат бесплатна работна рака. А од тие 250.000 според српски извори прашање е 150.000 дали се вратиле, додека другите умреле во тешки услови. Сега, 35.000 македонци биле заробени. Јас не сум видел ни еден македонец да кажел дека е србин и дури и србоманите што биле македонци, дури и тие од Порече, од Кумановско, од било каде, туку напротив, сите искористили очигледно можноста да кажат дека се бугари за да бидат ослободени. Во таа насока најпознат пример е на командантот генерал Апостолски, кој бил затворен во Риека или во Патија, па кај што специјално одела комисија да го ослободува како бугарин за да го ослободат од затворите. Таа тема ја нема во македонската историографија, меѓутоа јас ја знам изворно токму од овој роднина Ранчич, кои тука ја кажуваат вака приказната, како што биле заробани, инаку мојот дедо во тоа време 15 на 20 дена се криел на Голак, затоа што барал чекал некаква гаранција дека нема ништо да му се случи, затоа што тој бил практично воен колаборационист. Бугарските војни колаборационисти 45 година кога дошле партизаните ги затварале и ги убивале. Бугарите кога дошле, македонските колаборационисти со србите очигледно не го правеле тоа
истото. И во таа насока, значи, тука кажуваат приказната дека целата фамилија се собрала да каже дека тој е бугарин, локалната власт, сега нова, нели, профашистичка, делчевска, исто се согласила да каже дека тој е бугарин, меѓутоа тој бил толку досаден, толку бил нели српски националист, што кажал јас ќе одам во затвор, меѓутоа не кажувам дека сум бугарин. Тоа е еден пример како се однесувале, да речеме, српските нели патриоти и македонските патриоти кои во најмала бројка од 35.000 немале проблем да кажат дека се бугари само за да се спасат. Нормално после тоа нели ние го забораваме тоа како историски настан, нели си отишли луѓето дома сите, меѓутоа како можеле да поминат дека ги отворат приказните од српската историографија да видат како поминале српските војни затвореници кои биле земани како војници во нели како заробеници во Втората светска војна. Одам понатаму. Значи во таа насока независно од тоа што се случува, дедо ми останува југословенски ориентиран, ама не југословенски титовски, туку нели како што татко ми го нарекуваше, ти си југословенски монархист. Секогаш кога се караа меѓу себе, тие нормално кавгата не почнуваше за тоа, кавгата нели како секој семејство ќе почнеше за нешто друго, меѓутоа на крајот завршуваше со тоа префрлање од таа страна на татко ми кон нели дедо ми, како можел да гласа за кралот 45-та година, како може да не се откаже од Караџорџевиќ, како може да не се откаже од таа просрпска политика негова. И така таа кавга барем едно 10 пати сум ја слушал во животот. Нормално во тоа време сум бил мал и не сум ги врзувал работите на тој начин, туку отпосле кога нели мозаиците се наредија, ја вклопив таа приказна многу јасно. Дедо ми од своја страна нонстоп слушаше Радио Белград, скоро секој ден ме праќаше да купувам илустрована експрес политика, за што ја немав проблем, затоа што читав многу стрипови во тоа време и ми беше задоволство да идам до трафиката, да видам што нов стрип има, каков стрип има, па да си купам покрај весникот и ново стрипче, нели? Памтам на неколку пати така насамо, нели, кога ќе ми раскажуваш, тој многу раскажуваше приказни, меѓутоа некогаш ќе идеше и понатаму од приказните, вака со нели некој револт во себе, ќе кажеше што се прават сега големи југословени во смисла нели Титови југословени, што се прават македонци. Цело Делчево беше века за Бугарија, само ние 6 куќи бевме за Србија. И почнуваше да ми ги брои кои се тие 6 куќи и ги памтев тие 6 куќи кои беа долго време, сега веќе сум ги заборавил. Во таа насока можам да кажам дека нели татко ми од своја страна, значи инаку морам да кажам дека освен тоа што бил жандар, дедо ми после 45-та година никогаш не работеше во државна служба. Имаше еден дуќан, кројачки дуќан, меѓутоа тој повеќе му служеше за продажба на некакви басми, овие текстили, за шиење, за кроење. И патуваше доста за Скопје. Во книгата тоа сум јас, имам фотографија од негде раните 70 години на сајм во Солун, нели негова фотографија. Значи беше на некој начин трговец, иако во тоа време не знам како го правил тоа, немаше фирми, нели. Дали за нечиската нели дејност ја покривал со тоа. Татко ми пак од своја страна тука роден е 30-та година, значи кога доаѓаат бугарите, тој е нели колку 11 години, значи ги памти добро и бугарите, ги памти добро и претходно и србите.
Веднаш после 45 година се запишува на Висшата педагошка школа во Скопје и тоа му беше многу гордост да каже дека тој е првата генерација на Висша педагошка школа што има завршено во Македонија. Веднаш после, значи, според него тоа биле години на голем глад и тој велеше во првите години од комунизмот имаше поголема глад отколку времето на бугарската фашистичка окупација, нели, како што ја нарекуваме. И значи тој глад го памти како нешто големо, како стоеле пред пекарите, чекале, гледале леп, нели, како има. Тоа е, нели, поради самиот тип на комунизмот кај што приватизира се, односно се го носи во државна собственост, земјоделски задруги, едноставно тоа е карактеристика на сите бивши комунистички држави кај што, нели, паѓа економската моќ. Тука ја доживува времето на информбирото и тоа беше исто така некој голем настан кој го кажуваше. Тоа му имаше некој оставен впечаток, ми објаснуваше, немаш представа какво тоа време беше. Сталин, повеќе се зборуваше за Сталин отколку за Тито и одеднаш Сталин го нема, сите за Тито. Вика, луѓето многу лесно кажуваа дека се за Сталин и едноставно ги снимуваше и одеа по, нели, затворите на информбирото. За среќа он, нели, нешто му превладало и тој на диференцијацијата кажал дека е за Тито. Најверојатно политичкиот инстинкт му бил јасен во тој момент. После завршувањето на ВПШ како прва генерација на, нели, високообразовани, повисокообразовани луѓе, му даваат да биде директор на некој училиште овде во Скопје. Тој кажуваше дека тоа е сега срушено училиште негде во центарот на Скопје. Меѓутоа после 6 месеци тој посакува да се врати во Делчево и станува управник на единствениот дом на деца западнати борци во Македонија, што бил во тоа време во Делчево со 300-400 деца. Значи, да бидеш управител на дом на деца кои ги изгубили родителите во Втората светска војна, сигурно не си државен непријател. И после 30 години, знам, тој беше организатор на првиот собир, кај што во Делчево ги собра сите деца сега пораснати, нели така, за да одбележат, нели, завршувањето на нивното учење во школата. Во таа насока морам да ви кажам дека значи после укинувањето на тоа училиште, тој станува директор на Дом на културата во Делчево и татко ми беше еден од, еве да не претерувам, од 20 главни луѓе на Делчево. Целото негово друштво беше директорско друштво. И во целата таа политика, нели, во целата таа ситуација, таму негде сега раните 80-ти години, тие се поделуваат на две групи, селска и градска партија. И јас сум сведок на буквално на демократски избори во времето на комунизмот. Не знам дали тоа се случувало и на колку места се случувало во Југославија. Меѓутоа, во Делчево битката меѓу градската и селската партија беше како вистинска битка денеска што се случува, да речеме, меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ. И јас од мал сум растел во рамките на комунизмот, кај што едните одеа по куќи, агитира, немаше само плакати. Се друго беше истото. Се ветуваа работни места, нели, вистинска битка за избори. И во едно тие, нели, во тие главните битки, и покрај тоа што претходно сите тие биле другари и пријатели, значи, градската партија ја победи селската партија и тогаш комунистите, нели, по своја линија, градоначалникот Славе, сега не му го знам презимето, го повлекоа и го направија директор на Стаклара во Скопје, а Трајан Гоцевски, кој беше, мислам, председател на извршниот совет, го повлекоа и го направија, нели, некој советник во владата на Република Македонија, подоцна стана министер за одбрана.
И сега што е интересно, јас во раните години растев како главен политички семеен непријател тој Славе, кога ја формирав партијата и кога почнав со политичката моја борба, испадна дека овие од селската партија беа многу посвесни за македонската историска приказна, отколку овие што беа другарите на тато од градската струја, кои беа де факто во 90% мои непријатели, така што тогаш прв пат на некој начин почувствував некој политички шок. Инаку со тој Славе барем 4-5 пати подоцна се видов и човекот многу добро ја познаваше македонската кауза на начин кој мене ми се допаѓаше. Во таа насока така се научив на демократијата. Инаку по прашањето на југословенско-српско-македонските односи, татко ми важеше за еден од највидните интелектуалци во Делчево, човек кој највеќе книги прочитал, и јас кога се сеќавам на татко ми, секогаш беше со книгата во раце или со весникот во раце. И во таа насока, татко ми беше многу изграден политички човек. Постојано се расправаше со србоманството на дедо ми. Меѓутоа, тој беше член на Комунистичката партија на Југославија, беше југословен, меѓутоа максимално критичен. Значи, не идеализираше ништо, постојано ја критикуваше фамилиарно кога зборувавме состојбите во Југославија, постојано потенцираше дека најголем опасност за Македонија иде од Србија. Меѓутоа, беше југословенски македонец на начин на кој што можеби Коминтерната го замислувала македонецот кога 34-та година решила да прави македонска нација. И мене кога го анализирам вака отпосле, никогаш не рече дека комунизмот треба да се сруши, секогаш викаше дека комунизмот треба да се поправи, никогаш не рече Југославија треба да се распадне, меѓутоа многу радно почна да зборува дека начинот на кој се движи Југославија ќе се распадне еден ден. Тој не заговараше распаѓање на Југославија, меѓутоа констатираше дека процесите се драматични. Знам, кога беше спознатата седница, 8 седница во Србија меѓу Стамболич и Милошевиќ, сериозно го следеше целиот процес и навиваше Стамболич да победи. Кога победи Милошевиќ, даде оценка дека тоа ќе биде катастрофално за Југославија. Во тоа време во Македонија 90% од македонците, па не само од обичните граѓани, туку и од политичарите навиваа за Милошевиќ и гледаа спас во Милошевиќ. Во таа насока едноставно беше многу јасен со својата, македонци, југословени, меѓутоа своето да си го браниме и да го заштитиме. Денеска границите меѓу Македонија и Србија се избришени благодарејќи на власт на ВМРО-ДПМН. Понатаму, во поглед на Бугарија, никогаш, и тој многу читаше за историјата, меѓутоа читаше за светската историја, со Втората светска војна беше обседнат, со борбите на информбирото, со Сталин, со целата таа приказна, меѓутоа македонска историја никогаш не расправал. И од друга страна, најчесто одевме во Бугарија на одмор, на Црно море, Златни песоци, Несебар и таму кој беше Сончев брег. Во раните фази, кога памтам дека јас ја мразев Бугарија, тоа е многу интересен момент. Ни татко ми, ни мајка ми не ме учеле да ја мразам Бугарија, ама јас го памтам времето и сум зборувал за тоа кога ја мразев Бугарија. Не сакав да јадам бугарски кашкавал, па тој носеше некои бугарски плочи, забавно, тој секој слушаше забавна музика, поп, рок, или такви работи. Кога некако скришно ќе донесеше некоја бугарска, не сакав да седам у собата, и тој знам дека ме убедуваше со зборовите, сине ме вика, бугарите се вика луѓе како нас.
И сега кога анализирам, зашто ги мразиш? Кога ги анализирам тие зборови, зашто имал потреба да ми објаснува дека бугарите се исто така луѓе како нас? Ја мислам дека и ден денеска во Македонија но 25% од македонците мислат дека бугарите не се баш како другите луѓе на планетата, нели? Ние до таму сме задоени во таа пропаганда. Нормално со тек на годините по тие одмори, нели, на Црното море, кај што имаше прекрасни ресторанти, прекрасни дискотеки, прекрасни места за забави, таа слика за Бугарија почна да ми се менува, ама од аспект, нели, на држава, не од некој национален аспект. Конечно, значи, растев во едно семејство каде што дедо ми беше школски пример за србоман, татко ми беше пак школски пример на југословенски комунист. Јас во тоа време исто растев со таа комунистичка, нели, идеологија, како и секој од нас што растел, и затоа ми се многу јасни денеска југословенските комунисти кои уште не се освестили од тој сон. Значи, бев олучен ученик по историја, марксизам, сите општествени науки ги владеев добро. Значи, сите тие квизови што беа за Југословенската комунистичка партија, одев, се надпреварував на нив. 83-та година отидов на ова, како се викаше, работната акција Грачац во Хрватска, и тоа кога размислувам за тоа време си велам, тоа е време кога, значи, кога се размислувам за мојата југословенска индоктринација била на врвот. Работев како луд, таму садевме во еден камењар некои борчиња, како луд со плускавци на нозе, на раце, со идејата, нели, да ја градиме, да го градиме комунизмот и Југославија, нели, за 3 оброка на ден, и покрај тоа што имаше забушанти тогаш кога што сака и ме зафркава. Тие што работевме не зафркава, овие забушантите не зафркава што сме луди, нели, да работиме. Меѓутоа, кога правам анализа, тоа ми е бил врвот на идеолошката индоктринација, што може да направи човек, колку може да се вдаде во една индоктринирана, нели, ситуација. Во таа насока морам да кажам дека добив нормално ударничка значка. Во 4-та година гимназија ме избра за председател на младината во гимназијата. Никој тие податоци, знаете, за мене излегува 300 глупости, меѓутоа ова минато, комунистичко минато на моето семејство, никој никогаш не го спомнал. Не знам, се плашеа, се срамеа од сето тоа, иако тоа го познаваа добро. Понатаму, 84-та година одитов војска во Штип, хаубичка батерија. Таму имаше во тоа време тие, нели, некои војници кои предаваа, нели, морална настава во која беше комбинација некаква меѓу југословенски патриотизам и марксизам. Пред мене имаше еден возрасен војник од 27 години. Тој замена, нормално немаше пологичен кој ќе биде, ја земав неговата позиција и ги уче војниците за југословенство и за, нели, комунизам. Измислуваа на времето дека никогаш не сум бил војник и таа приказна ја имаше. Инаку, туку 84-та година се случи најголемата војна вежба на 3-та армијска област, која зафаќаше Јужна Србија, цело Косово и Македонија. Неколку илјади војници учествуваа. Тоа беше неверојатна, нели, парада на југословенската армија на сила. И мислам дека тоа е последната голема војна маневра на југословенската армија, во која имаше авиони, тенкови, илјадници пешадија, артилерија, колку што сакате, и мојата хаубичка дивизија. Инаку хаубица, за оние што не знаат, тој е еден вид личи на топ, само е многу поголем.
Мојата единица беше прогласена за најдобра единица на целата таа маневра и во оценките пишуваше без успешната операција на хаубичката батерија дека целата маневра немало да биде доведена до својот успешен крај. Инаку успехот беше во брзината, во гаѓањето што го направивме и во подвижноста. 3 пати требаше да се движиме во напад и 3 пати гаѓавме бела точка, бел камен офарбан со максимална прецизност на 15 км далечина. Значи, во тоа време, кога служев Југословенска армија, зборував српски и некои македонци тука што зборуваа македонски, ги подучував како можете да зборувате македонски. Треба да зборувате српско-хрватски, нели во тоа време се зборуваше. И така тоа беше мојата југословенска приказна. Инаку бев многу голем љубител на шахот. Во 3-та година направив едно изненадување на ниво на сениори на Делчевска општина, освоив 2-ро место со 3-та година гимназија. Бев на 2 републички првенства по шах, после се откажав во шахот. Мојата љубов стана книжевноста, сонував сценарио да запишам во Белград. Значи, јас до 4-та година гимназија, значи, 10 пати имам одено за Белград, кај роднините и тие разни екскурзии што ги правивме, максимум 3 пати во Скопје имам одено. Значи, целта ми беше да се запишам, тогаш немаше сценарио во Скопје, целта ми беше да се запишам на сценарио во Белград, меѓутоа во последен момент ја открив светска и компаративна книжевност, што ми се виде многу атрактивно и нешто што може да го задоволи мојот апетит, и така се запишав овде на Скопскиот универзитет. Мислам дека бев трет на рейтинг листата за упис на компаративна книжевност. Во таа насока, значи, тоа беше мојот бекграунд фамилиарен. Зошто го кажувам тоа? Го кажувам тоа затоа што за она што подоцна ќе го слушате. Значи, јас и порано го имам тоа кажано. Не сум жртва на комунизмот, јас сум повеќе и на системот, јас сум повеќе грешка на системот, затоа што моето семејство очигледно повеќе припаѓало и на српската, и на југословенската, и на комунистичката приказна. А денеска луѓето ме доживуваат како, Бугарофел. И сега кога доаѓам во Скопје, попаѓам во лошо друштво. Значи, мојот втор дом беше универзитетска библиотека, каде што по цел ден седев во универзитетска библиотека и овој и читав, јас цел живот читам, од тогаш до ден денеска не престанав да читам. Што му се смее овој Бетмен на мојот именјак, од Битола, Љупчо Ѓорѓиевски, вика и така, вика Љупчо од Битола, вика читаше и стана, од македонец бугарин. Да, Бетмен, луѓето со читање стануваат се. Со читање стануваат и добри правници, со читање стануваат и добри доктори, нормално треба и пракса, но прво треба да се чита. Со читање стануваат и инженери, со читање стануваат и филозофи и се, што сака да биде, интелектуално надоградено, се станува со читање, Да не станувам збор, да не спомнувам за историчари, ако некој сака да знае нешто за историјата, дека треба да чита. Не можеме да останеме на што не учеле во гимназијата, во 3-та година, гимназија. И тука во универзитетска библиотека го запознавам Стојче Номов, кој беше асистент на историја на уметност и во исто време пишуваше есеи во Нова Македонија. Тој викаше дека има напишано над 200 есеи, не сите под негово име, затоа што само Стојче Номов требало, туку со многу својни псевдоними, меѓутоа не за историјата, во разни области на
на, така да речеме, филозофско-научните сфери. И во таа насока со Стојче Наумов почнавме да се дружиме и Стојче Наумов почна да ми отвора еден нов свет на македонската историја. Кога почна да ја отвара тој нов свет, мене ми беше прво шокантно и многу ми се јасни денеска југословенските македонци или србоманите кои кога гледаат некои факти, иако сега има многу достапни и на интернет и книги што сакате, тогаш немаше достапност. Почна да ми зборува за некои шокантни работи од македонската историја. Почна да ми дава, имаше некој таен фонд во универзитетска библиотека. Тој таму беше со постара биографија. Тој беше можеби 20 години постар од мене. Почна да ми вади од тој таен, сакаше оваа книга, сакаше таа книга, сакаше оваа книга. А и што, јас, со целиот шок, љубопитството беше многу големо кај мене и почнав да читам. Видите, не само што сакаше да читам, тој почна да ме води и да ме шете кај луѓе. Едноставно, јас секогаш имав прашање, а ова зошто така, зошто. Тој се трудеше максимално, тој практично беше мој гуру во историјата, не само преку личности, не само преку книги, туку почна и со личности да ме шета. И во тоа време ме носеше можеби кај 15-20 македонски интелектуалци, најголем дел од нив писатели, каде што ја отвараше истата тема. Значи, во универзитетска библиотека многу често беше и Милош Линдро. Тука го запознавме и Младен Срабиновски. Младен Срабиновски после стана еден од идолите на македонските българи. Меѓутоа, во тоа време, кога тој беше во универзитетска библиотека, тој Стојче кога ми објаснуваше некои работи историјата, влегуваше во кавга. И тука имаше силни кавги, насилни кавги и едно време Младен Срабиновски едноставно исчезна од универзитетска библиотека. После 10 години го гледаме Младен Срабиновски, еден од најголемите македонски бугари со неговата активност. Почна да ме носи кај различни писатели. Милен Неделковски не го криеше своето. Што е тоа чудото? Што е тоа тајната? Целата тајна македонска, односно не целата, значи тука имаше неколку тајни. Прво, Втората светска војна и лажните приказни, што беа раскажувани. Тука имаше еден куп на книги кои беа пишувани од, да речеме, англиски писатели, германски писатели, француски писатели, не бугарски, не српски, кај што пишуваат за Втората светска војна. Книгите беа преведени, ама само во како копии на фотокопир. Не да речеме како издадена книга, и претпоставам тие книги биле давани на одредени политичари или на специјални личности кои се занимавале со таа сфера за потребите на државна безбедност и на сето тоа. Значи, еден дел од тајните беше за југословенската битка. Втор дел од тајните беше за ВМРО, целата приказна за македонската историја, и најголемите и најшокантните тајни беа за блискоста на македонскиот и бугарскиот народ. За таа општа историја која денеска се дискутира, македонско-бугарска историја. Во таа насока морам да ви кажам дека тој почна да ме шета кај одредени личности. Некои личности се отвараа во дискусијата, некои седеа така воздржани, само го слушаа него како зборува, тие така само ќе мрднеа со глава. Да речеме, таков беше академикот Цветановски, неговиот професор. Седиме, тој си пиуцка со една чашка, Стојче зборува, он вака седи ладен, гледа во мене, гледа во Стојче, ќе пивне, Стојче зборува, тоа трае саат и пол. И така течеше тој разговор. Меѓутоа, ако Стојче тера таа тема бараше од луѓето некаква потврда пред мене да се уверам јас дека он не е сам во таа идеја. Милен Неделковски немаше проблем, тој и пишуваше книги на таа тема со општата историја. Милош Линдро немаше проблем со таа тема.
Писателот Душко Наневски, Бог да го прости, зборуваше на таа тема. Има многу писатели кои се вклучија во таа тема. Јас после ги наградивме кога бевме на власт, меѓутоа некако се скромни во таа тема и затоа не сакам да им го зборувам нивното име. Мислам дека таа храброст што ја покажуваат тогаш на маса можат и ден денеска да ја искажат, бидејќи си многу од нив живи, не сакам да им го спомнувам името. Ми носеше кај професорот Шоп Трајанов, тој го спомнав во минатата емисија како дел од Астумците, меѓутоа бил еден од главните противници на Блаже Коневски. Кога Блаже Коневски бил незавршен студент, он бил доктор на науки по лингвистика на Сорбона. Со тоа друштво многу често седеше пред Пелистер и тука во тоа друштво многу доаѓаше често Александар Матковски, академикот. Александар Матковски беше влав, меѓутоа беше многу искрен по приказната со македонската историографија. И тој тука првпат од него сам си кажа дека тој ги имаше приредено книгите на овој патеписец од Челебија, мислам 17 век, каде што во книгите морал да пишува дека Челебија сегде низ Македонија во селата гледал македонци. Така ни се преведени неговите книги, а тој самиот кажуваше дека во оригиналот сегде пишувал Бугарија. Инаку Александар Матковски е еден од главните собирачи на документи за Македонија, најмногу од германските, виенските архиви ми се чини. И 70% од тие докази што сега ги изведува за македонци во 17, во 16, во 18 век, овој професорот Светозарович ми се чини се презиваше од Тетово, практично беа собрани од страна на Матковски, само што толкувањето на Матковски беше многу јасно, дека таму кај што пишува македонци има јасен контекст. Или влашко, влашко-романски контекст, или грчки контекст. Денеска сите тие Светозаревич ги прави како македонци од 16, 17, 18 век. Меѓутоа, еве какво толкување имаше нивниот изворен собирач на тие дела. Така што, таа приказна, за општата историја со Бугарија, во тоа време имав можности да ја зборувам и да ја читам, и да ја зборувам со можеби 20 на личности од тоа време. Во таа насока почнав да го развивам и другото крило, да се среќавам со македонски дисиденти и патриоти. Така во тоа време чувме за Драган Богдановски и Стојче Наумов. Се до тоа го слушав од него, вели мораме да идеме да се видиме со, викам ајде одиме се гледаме со Драган Богдановски. Го бараше, нашата идеја да се видиме на некоја улица. Не, вика, тој ќе дојдете во станот. Неговиот стан беше тука во капиште во тие високи згради. Зошто во станот? Станува јасно после зошто во станот некој кој излегол од затвор, сака во стан да се сретне. Тој стан испадна после дека му го купил, не знам, Мани или Гојко Јаковлевски, за да на крајот испадне дека на Мани или на Гојко Јаковлевски Удба им ги дале парите за тој стан, па после имаше враќање на тие пари назад. Или обратно, Мани и Гојко ги дале на Удба, значи тука имаше некоја таква игра. Така се запознав со Драган Богдановски. Бев кај Динката, исто еден од тие македонските патриоти. Тој беше директор на една фирма во Чаир. Тука, кога бев во посетата со него, се сретнав со Борис Мековски, кој му беше шофер, и со него воспоставивме контакт, ми се види интересна личност, патриотска личност. И така почнав да развивам и структура на патриотска гарнитура. Паралелно со него имав среќа професор по марксизам да ми биде Димитар Димитров, а тоа е малку парадоксално. Професорот по марксизам да ви учи за антимарксизам. Димитров бил еден од групацијата на Крстец Црвенковски, која е падната 70-те години, и он
станува професор нели по марксизам, меѓутоа човекот навистина значи во него ги препознав тезите на татко ми, ама да речеме на X4 нели. Тоа малку е парадоксално, меѓутоа знаете, во цела Југославија дисидентите беа исчистени многу рано. И практично рушењето на Југославија си ја правеа самите комунисти. Од Словенија, Хрватска, Србија, па еве да кажеме на некој начин, ајде скромно и Македонија. Значи, рушењето на комунизмот и на Југославија си ја правеа самите југословенски комунисти. Тука немаше државни непријатели, ни од надвор, ниту па уште помалку внатре. Значи, првото контакт со него, значи тој држи една лекција, тоа му бе една од првите лекции за култот на личноста. И кажува примери што е култ на личност, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и завршува и вика, дали вие, студенти, препознавате некој таков култ на личноста како што го опишав јас. И тука едно 150 студенти, неколку групи слушавме, сите молчат. Јас креам рака, викам Тито. И тој се насмеа од уво до уво. И така, почна нашето пријателство, после станавме и кукни пријатели. Во првата фаза тој беше само антикомунист и антијугословен до негде. Меѓутоа, оваа историја, општата историја со Бугарија, не сакаше да ја дискутира, за да почне втората фаза, сите вие знаете, тој нели отворено застана на позициите со општата историја на Македонија и Бугарија, и тоа го има опишувано и во есеи, и во книги, и тука нема потреба зашто не го цитирам. Многу пати сум бил кај него дома, сме разговарале, и мене ми е жал што неговиот син Никола Димитров денеска е еден од најголемите антибугари, кога знае во какво семејство има пораснато. И тој е за жал комплексот на децата во бугарофилски семејства кои се растени. Јас го знам, Попе за жал почина пред една година, тој е обичен нели активист на ВМРО. Неговиот син кој работеше во полиција требаше јавно да се откаже од него за да нема непријатности, нели. Да не зборувам за еден куп други бугарофили кај што децата предначат по нивното нели антибугарско. Тоа се тие комплекси кои се набивани во македонското општество према таа структура на луѓе. Синот на Лепавцев кој исто беше во тој круг, исто така слушам дека е еден од поголемите антибугари денеска во Македонија. Значи, знам еден куп така фамилиарни нели односи кај што децата се надпреваруваат колку повеќе да плукаат против Бугарија, а знам дека нивната фамилија и нивните деца и нивните татковци и родители што размислувале и што кажувале. Во таа насока, така, значи, од него демократскиот капацитет, лекциите за демократија, што е демократија, како... И мислам дека сум бил демократ секојаш, тоа сум го покажал. Мислам дека тие лекции што тој ми ги всадил како нели чувство за демократија, сум ги применувал и може да се каже дека мојата влада 98-2002 година била најдемократската влада во Република Македонија, школски пример за демократија. За жал, тоа многу го злоупотребија, не успеа да го оценат правилно. И така, значи, почнува тој распад нели на Југославија. Југославија почнува да се распаѓа. По сите шавови, најбрутален е Милошевиќ и покрај тоа што до ден денеска македонските југословени тоа не сакаат да го видат, со упадот со носењето на уставот. Уставот на Србија е устав за отцепување на Србија од Југославија. Со упадите во монетарниот систем, со сите постапки и со укинувањето на покрајните, Милошевиќ де факто ја сруши Југославија. Сите се подготвуваа, Македонија дремеше. Кај мене тоа почнаше да создава еден голем личен отпор. Во тоа време се појавија тие балван револуции на Слободан Милошевиќ, кога одеше по сите републики и правеше демонстрации за нели за Косово.
во Словенија не му дозволија, па им воведе, нели, политика не купувајте словенечки производи. И дојдоа на правниот факултет, голем митинг за подршка на Милошевиќ. Јас сум тогаш можеби втора или трета година гимназија, студент, и гледам и викам, ова ќе биде забавно. Полна салата, почнуваат разни говорници, подршка за Милошевиќ, подршка за Косово, подршка за ова, подршка за она. Станувам јас, велам, извините, ние тука зашто зборуваме? Зошто го подржуваме Милошевиќ? Сега не се сеќавам точно на поентите, меѓутоа ја распукав таа политика, дека, нели, зошто праќаме полицајци македонски на Косово, зошто треба... Значи, тоа беше мојот говор нешто и аплауз во салата, почнуваат после некои други говорници, се охрабрија луѓето и ја растуривме забавата. Така што тоа беше еден моите први јавни настапи, големи настапи, како, нели, дел од политиката. Подоцна почнува повеќе партискиот систем. И почнуваат да се редат партии. 17 политички партии се формира... Не, ВМРО-ДПМН не беше 17-та политичка партија. 16 политички партии се формираат една по една. Јас одам скоро на сите, да ги чујам што зборуваат. Сите зборуваат за демократизација на Југославија, за повеќе партијски систем, за капитализам, за приватизација, за такви приказни. Никој не спомнува за конфедерација. Тогаш главната тема беше конфедерација. Првата тема беше Југославија да се претвори во конфедерација. И така, во тие, нели, разни, доаѓа ред и на МАК. Мислам дека МАК се формира на негде во февруари. И повторно почнува истата приказна. Сега тука, нели, авторитети кои мене ми се блиски, ги чувствам како некакви патриоти. Гане Тодоровски, Анте Поповски, Петрима Андреевски, Бранко Гапо, Петар Мазев, имаше доста така познати имиња од македонската интелектуална групација. И пак истата приказна и викам, чекайте, јас тука малку да земам збор. Велам, МАК, викам, треба јасно да каже. А Југославија зоврива, се распаѓа, пукаат сите шавови. Југославија се распаѓа. Ние јасно треба да кажеме тука дека Македонија е за конфедерација, Македонија е за самостојна надворешна политика, Македонија е за самостојни пари, Македонија е за самостојна војска, македонски спортски репрезентации. Невиден аплауз во салата. И треба да се формира извршен комитет. И сега нормално неколку луѓе веќе се договориле, нели, тие гладните да бидат. Анте Поповски предлага, има ли некој друг кој сметате дека треба да влезе во извршниот комитет на МАК? Не знам кој беше. Станува, вика, јас го предлагам момчето да влезе. Анте Поповски вика, браво за предлогот, вика, прифаќам. И така јас станувам член на извршен комитет. Значи, сакам да кажам една работа. Значи, идеите за конфедерација, прв пат, или затоа што сега ВМРО ДПМН, некако тоа прави злоупотреба денеска. Идеите се кажани од ВМРО ДПМН, ама Лјупчо Ѓорѓиевски некако го нема, нели, во целата таа приказна. Сакам многу јасно да потенцирам. И идеите за конфедерација прв пат се кажани на МАК, не се кажани во ВМРО ДПМН, и покрај тоа што не станаа дел од програмата на МАК. И почнуваме да дискутираме. И почнува извршниот комитет. 2 пати или 3 пати секоја недела се среќаваме. Цело време се дискутира дали МАК ќе биде движење или партија, движење или партија. И слушам, викаме, чекајте се, тоа не е, ова е бизарна работа сега, дали ќе биде движење или партија,
дајте да одговориме на прашањето што е клучно во тоа време, дали сакаме конфедерација. Јас неколку пати правам иритација на таа тема. Анте Поповски неколку пати седнува посебно со мене да зборува, една знам во кола ме качи. Пази, тие сите беа авторитети за мене. Многу големи авторитети. Ми објаснува полека, ние сите сме за тоа, да не се брзаме, знаеш каква е југословенската армија, ќе ни влезе, ќе не онади. Анте Поповски ми посветуваше највеќе внимание, тоа ми правеше никаква чест мене од тоа време. И тоа сега, од друга страна, кај мене врие крвта, врие Македонија. Што правиме ние? Овие официјалната политика, тоа беше едно максимално дремење, се југословени. Гошев направи еден чекор со тој централниот комитет таму. Панде Колемишевски сега некој во интервјуто со Васко Евто вели дека и он бил неодлучен, дека повеќе они како Нова Македонија му дале значење дека македонската, нели, македонските комунисти се повлекле од, нели, таа позната седница тогаш на распадот на ЦК на Југославија. Меѓутоа, ајде да речам, Петар Гошев правеше некои постапки. Морам да кажем дека и кај делови од владата, да речеме, кај Григорije Гоговски и кај Тито Беличевиц исто гледав некои постапки на отпор, нели, према таа Југославија. Ми остана нејасно тој удар на осомнината што беше, дали тоа беше некоја самоволна игра или тоа беше удар од страна на Белград да се руши македонската влада, затоа што тогаш Милошевиќ почна да ги руши владите во Југославија. Меѓутоа, целиот тој отпор беше некако многу блед, многу млак, немаше никаква конкретност. Ние се бориме за Југославија, па ако треба вака, ако треба онака. Мене сето тоа не ги задоволуваше моите цели. И во МАК, гледам дека не иде работата, тука почнав да собираме на група која почна со мене да го дели тоа истото мислење. Васко Наумов беше во целата таа група, Владимир Голубовски, некои други, и Борче Змековски доаѓаше на средби на извршен комитет и покрај тоа што не беше член, меѓутоа тие држаа некои отворени седници, па он редовно тука присуствуваше и ние повторно го обновивме пријателството со Борче. И почнавме да седиме, викам, Борче, ова работа не ја бива. Викам, дај да правиме нешто. И со Васко, и со овие другите. Борче ми вика, слушај, јас имам, вика, контакт, вика, со Драган Богдановски. Викам, јас го знам Драган Богдановски, он сака да прави некоја партија. Викам, Борче, тогаш, викам, дај, викам, ние да стапиме контакт со Драган Богдановски и, викам, да оставиме ова работа. И честно јас, он вика, ајде, нема проблем. Он има таму, нели, организација од диаспората, ќе дојдеме, ќе почнеме да правиме. Јас напуштам од МАК, си давам оставка и тргаме со подготовки, објавуваме 17. јуни 90 година во оваа салата таму на 25. мај да го направиме основачкото собрание на ВМРО ДПМН. Објавуваме огласи, штанцаме овие некои мислам гештентно ли се викаше тоа, сега сум заборавил, плакати, нели, рачно штампавме, праќавме луѓе да ги, нели, делат по Скопје и сега треба да одеме во Германија, во Минхен, да го викаме, да го земеме Драган Богдановски, да го вратиме назад во Македонија. Јатак некој на Драган Богдановски му е Владо Транталовски од Ресен. Испадна после според документите кои ги вади Филип Петровски дека и тој бил соработник на УДБА. Одиме во Минхен, ја очекувам тука да не дочека некоја сала полна со македонски патриоти. Нас не дочекуваат Драган Богдановски и Немање Јаковлевски, брат му Којко Јаковлевски. Каме Драган, луѓе ова, не, ние вика ќе направиме ова, она, јас имам многу луѓе, тие ќе се приклучат подоцна, добро, хеј.
ајде се враќаме назад, да бидеш председател на ВМРО. Не, вика, јас многу размислував, вика, ја не можам да се вратам назад. Јас и Борче у шок. Како бе, викам, како се е подготвено, вака, така. Не, убедување. Ајде да се вратиш, не се враќам јас. Вика, не можам. Вика, јас ако идам таму, ќе ме затворат, повторно не можам да поминам низ овие работи. Ке разбирлива причина, нели, човекот бил у затвор претходно. И сега што ќе правиме? Па ништо, вика, ти биди председател. Пазете, ние кодевме натаму, идејата беше, нели, Драган да биде председател, јас подпредседател, Борис Мековски генерален секретар. Ама не сум се замислувал како председател да бидам. И не се враќам. Не може со сила да го човекот донесеш. Гојко Јаковлевски ни даде, мислам, 2500 марки или 3000, ама мислам дека 2500. Знам дека 1500 ни плативме салата, нели, и 1000 евра ни остана за трошок. Нели, наваму натаму што, нели, и таму патувавме, што се враќавме. Одиме по Борче, што правиме? Кажи што да правиме? Екам, ќе ја правиме партијата. И така на 17 јуни се појавивме јас и Змејковски и ја направивме ВМРО ДПМН. Од самиот почеток се договоривме Борис Змејковски да има организацијата на ВМРО ДПМН, он да се занимава со... Јас никогаш не сум сакал да се занимавам со организација. И од тогаш па до ден денеска не сум сакал да се занимавам со организацијски работи. Мене ме интересирала идеологијата. Јас ќе терам идеологијата. И добро беше што Борис Змејковски ни во првиот говор, ни во еден говор, што понатаму сум го одржал, или текст што сум го напишал, сето тоа, ниеднаш не ми дал ниедна забелешка, слушај, ова не е добро. Значи, од тој аспект сум среќен и задоволен што ми давал подршка. Значи, сакам одговорно да кажам, од првиот говор, па сите говори што ги имате чуено на сите митинзи во Република Македонија, како премиер, како политичар, интервјуа, никој не ми помогнал, ниту сум побарал помош, за да ми некој помага во говорите што сум ги држал. Со исклучок на тие која бев премиер, кој отварав некои фабрики или некои, нели, официјални таму манифестации кои требаше, нели, да држам говори. Значи, она што се нарекува политички говор, од самиот почеток, имаше и таква теза едно време, некој му ги пиша на Ѓорѓиевски говорите, нема ни еден новинар да најдете на кој сум му побарал однапред прашањата да ми ги прати. Некои ги праќале без да им побарам. Меѓутоа, јас да побарам со некој кој што слушам политичари, однапред ги подготвуваат интервјута, таква работа не можете да најдете. Значи, и сега, нели, на основачкото собрание правиме извршен комитет, неколку луѓе веќе ги подготвивме, некои други, ајде, давајте предлог по принципот на МАК, и како ги правевме комитетите. Дали има некој кој сака во Битола да прави комитет? Се јавува, јас сакам. Дали сака некој во Охрид да прави? Се јавува Коле Бикчето, јас сакам. После, пукаше таму по Охридското езеро, па не ренда по телевизија, еве, ова е примерот за ВМРО-вци, нели? Кој сака од Штип? Јас сакам од Штип. Така ги правевме комитетите. Сега, дали во сите тие луѓе имало удба? Да, имало удба. Од првиот ден, кога сме почнале да ги луѓето, немаше луѓе. Знаете, денеска се тепаат да видат членови на извршениот комитет. Ние не можеме да најдеме луѓе за извршениот комитет. Во првиот извршен комитет, дента после основачкото и собрание, 2 или 3 членови на извршениот комитет си дадоа оставка. Третиот, после 1 месец, Тодор Нанев, или четвртиот, Тодор Нанев, на основачкото собрание во Штип, 2 стоиме на говерницата, ми го зима микрофонот, вика,
И јас сум за ВМРО, вика, ама не вакво ВМРО, вика, југословенско ВМРО. И денеска него го чита, да, таму го пишува во основачите на ВМРО. Ама, чекајте сега, тој основач очигледно нешто друго бил во правата приказна. Има некои, да, еве сега гледам еден исто така од основачите на ВМРО, Перо Мицевски, многу активен. Значи јас не можам да му ја земам неговата улога таму што, значи прво му благодарам затоа што тој ја поседува единствената снимка од основачкото собрание на ВМРО и ја пушти во етерот, ја има негде таа снимка. Меѓутоа, после 3 месеци он се заминува за Австралија и сега он одредува од Австралија кои биле основачи на ВМРО, кои не биле основачи на ВМРО, што е малку смешно, нели? Васко Наумов, да, го ценам, бил секогаш конструктивен. Меѓутоа, откако го избрашме во извршен комитет, прво тој еднаш на 3-4 месеци доаѓаше, а после замина 3-4 години во Америка. Значи, вака, почитувани пријатели, основањето на ВМРО не е самиот првиот почеток. И во самиот прв почеток бевме јас и Борче Змејковски. Меѓутоа, од тие 17 политички партии што беа 90-та година, денеска со истото име во Македонија има само една партија. ВМРО-ДПМН. Зошто? Затоа што основањето и на ВМРО-ДПМН не е само тој прв ден. Затоа што основањето на ВМРО-ДПМН е од кога се формира ВМРО-ДПМН. Ги поминавме цела Македонија за да направиме основачки собрања. Па после почнаа веднаш првите избори, па ја поминавме цела Македонија да одиме на избори. Па потоа 94-та година, кога ги бойкотиравме изборите, во ВМРО-ДПМН 2 години не стапнуваше никој. 10 души се собиравме во ВМРО-ДПМН. Па требаше и тој период да се помине, па да се дочека 98 година да се победи. Од 2000 година наваму, од победата од 98 година, дали сте чуле некој од извршен комитет на ВМРО-ДПМН да си даде оставка? Не. До 98 година во просек 2 до 3 годишно членови на извршни комитети си дава оставки од ВМРО-ДПМН. Знаете зошто? Затоа што притисокот на медиумите, на полицијата, на УДБА, на се околу нас беше огромна и луѓето не можеа да издржуваат. Некои се повлекуваат тивко, некои пишува писма, некои пишува, правеа пресконференции и сите со истата приказна. Сите што напуштаа, ова е бугрофилска партија. Седеа тука до нас, не слушаа, зборуваат татко му, дедо му, не знам што знаат од општата историја со Бугарија, а подоцна правеа пресконференции за да не нападнат дека ние сме бугрофилите, они се нели честните македонци. 2 до 3 членови на извршен комитет, 8 години секоја година ја напуштаа ВМРО-ДПМН. Значи тоа требаше да се издржи, да се помине и на крајот нели да се победи. Сега, Драган Богдановски. Драган Богдановски, после основањето на ВМРО, ја не знам дали се појави на некој од основачките собрања или се појави во текот на изборната кампања. Се појави на 4 или 5 митинзи, зборуваше по 5-6 минути, имаше сериозен проблем со говорот, јас мислам дека можеби тоа и од малтретирањето во УДБА. После секој говор емоцијата му стануваше јака и плачеше. И да ги разочарам овие денешните југословени и србомани во ВМРО-ДПМН, сите говори на Драган Богдановски беа и како моите. Против Југославија, против УДБА и против Србославија. Значи, немој да мислите дека Драган Богдановски беше југословен, како што вие денеска сте. И тој беше истата матрица, сите бевме во тоа време.
Кај настана проблемот? Тој повторно си замина во странство и тој беше председател на задграничниот комитет. Го стави председател на задграничниот комитет. Како председател на задграничниот комитет, тој требаше да организира во Америка средба и со македонската официјална емиграција, меѓутоа и со МПО. Одиме таму, се сретнавме со македонската легална емиграција и треба да одиме кај МПО. Он со Стојче Наумов. Стојче Наумов во тоа време е во Канада, тој замина, тој не учествуваше во основањето, он пред тоа ја напушти Македонија, се замина за Канада, за моја жал. Таму се наште со Стојче Наумов, јас не сум ги, мислам, тие претходно нели се знае, Стојче ми однесе кај него. Тие се 2-3 недели во Америка ја подготвуваат мојата посета. Одат и кај македонците, одат и кај МПО, и тие се македонци, нели само малку се разликуваат во нивната суштина. Значи, 2 до 3 недели ја подготвуваат мојата посета. Јас ги држам моите говори кај македонската легална диаспора и треба од тука да одиме ние на конгрес на МПО. Така беше и темпирана посетата. Тоа се совпаѓаше со конгрес на МПО. Одеднаш Драган Богдановски вика, јас нема да одиме таму. Драган, што зборуваш? Стојче вика, што зборуваш? Па зошто бевме таму? Инаку Драган Богдановски, МПО му го има објавено писмото, таму негде 70-те години им праќа писмо кај што им се нуди да биде главен редактор на МПО Македонска трибуна. Тоа му го објавија писмо после. И вика, јас не одам таму. Викам, Драган, извини, нашата цел беше да таму. Не, јас не одам, ако сакаш ти оди. И јас и Стојче Наумов отидовме, ги одржав таму говорите, ги анимирам, правиме лоби за самостојноста и независноста на Македонија. Подоцна со тоа МПО, заедно со Борис, улогата за контакт со МПО ја презема Борис Трајковски, затоа што и неговиот дедо бил член на МПО. Дедо му на Борис Трајковски и умрен, мислам, закопан во Канада. Бев на неговиот гроб и ги споделувал идеите на МПО. И така Борис Трајковски ја зема улогата за контакт со МПО. И МПО најголем дел од средбите со американската дипломатија не ги организираше тие. Не ги организираа тие. Во таа насока се враќаме од таму и тој пишува писмо Љупче Георгиевски, бугрофил, отиде на средба со МПО, со она. После 3 години, 4 комунистите ми ја вадеа таа посета нели на МПО. И ние седнавме тука, Борче застана зад мене, сите други застанавме, сите застанаа од извршниот комитет. Гледате, извршниот комитет и централниот комитет, првиот извршен комитет и првиот централен комитет, тоа повеќе пати сум го кажал. Извршниот комитет 70% беа со познавање на општата историја за Бугарија, 50% од првиот централен комитет беа со познавање за општата историја. Сите бугарофили влегоа во ВМРО ДПМН и ја поддржуваа идејата за самостојна и независна Македонија. При што сакам да направам една многу јасна дефиниција која повеќе пати сум ја кажал. Тоа и за бугарската политика и за македонската политика. Само еден мал процент од тие што јас ги нарекувам македонски бугарофили се чувствуваат 100% да кажат ние се чувствуваме како бугари. 90% од тие јас што ги знам и за кои ви зборуваа вака. Ние сме прво македонци, ние сме за самостојна независна Македонија и ја знаеме општата историја со Бугарија и сакаме да бидеме пријателски држави со нив. Тоа беше филозофијата и на ванчовистите, и на вамаровците, и на сите тие кои беа во целата таа структура. И бугарската политика и разни колумнисти прават една огромна грешка кога прават некој спој кој едноставно не бил реален во Македонија. Само ќе ви спомнам. Првата унија на ветерани на ВМРО
основен критериум беше да се бил у затвор во времето на УДБА, на комунистичка Југославија. Имаше и информираши, меѓутоа и информирашите беа бугарофили. Да не зборувам дека сите кои беа членови на Унија на ветерани во тоа време беа јасни по прашањето за пријателството меѓу Македонија и Бугарија. И денеска, кога гледам какво ВМРО ДПМН имаме денеска ние во Република Македонија, и дека главен проблем е да влезат бугарите во уставот на Република Македонија, и дека бугарите никогаш ништо, македонските бугари никогаш ништо не направиле за самостојна Македонија, само сакам уште еднаш да потенцирам. Македонските бугари се во основа на идејата и македонските бугарофили на идејата 90-та година Македонија да стане самостојна и независна Македонија. Само еден пример ќе ви кажам. Во еден момент јас сум председател на ВМРО ДПМН, Доста е подпредседател на ВМРО ДПМН, Димитар Црноманов е подпредседател на ВМРО ДПМН. Во најтешкото време. Сите со бугарофилска етикета. Да не зборувам за другите, нели? И сега, ние го ставаме Драган Богдановски, се караме, меѓутоа го ставаме да биде понатаму председател на задграничниот комитет, се вика мајде ќе ја смириме работата. Знаете кој дојде со иницијатива дека треба да го смениме Драган Богдановски и дека неговото време е завршено? Мане Јаковлевски. Тој нема никаква врска со основањето. Ниту бил во Германија, на основачкото собрање таму бил во публиката, после дојде на денот на изборите. Ако тој е основач на ВМРО ДПМН, не знам што да кажем друго. Значи, Мане Јаковлевски е интересна личност. Филип Петревски во тие документите за УДБА го извади како под шифра ЈАК, ако не се лажам. Мане Јаковлевски беше прв кој дојде да го смениме Драган Богдановски и практично де факто тој ја зема улогата негова и го смени неговот председател на задграничен комитет и тој стана председател на задграничен комитет. Директна промена. Сега се слика пред скулптурата на Драган Богдановски. Мане Јаковлевски беше прв, не беше прв, имаше атмосфера во јавноста дека Борис Мековски треба да се смени, него го биеше глас дека не е доволно интелектуалец и не знам нешто такви работи. Прв кој запна дека Борис Мековски треба да се смени. Со Доста Димовска пријател, прв од кој сум дошол да ми каже дека Доста Димовска веќе е товар за партијата, треба да се смени. Јас, лојален до крај на мене, јас кога паѓам, според зборовите на Тома Аврамовски, бара од него да најде убиец од Србија за да ме ликвидира и покрај тоа што јас веќе не сум председател на ВМРО ДПМН. Најдобри зборови за Никола Груевски. Никола Груевски паѓа, прв Мицковски е најдобар председател и очекувам Мицковски кога ќе падне, здравје Боже да бидеме живи, очекувам дека ќе биде првиот кој ќе се изјаснат заедно со Ламбе Арнаудов за новиот председател, дека е најпаметен и најмудар од сите што досега ги имале ВМРО ДПМН. Значи, тоа е Мане Јаковлевски. Инако, не можам кога да зборам за Мане Јаковлевски, бидејќи беше профилиран како бизнисмен, ја злоупотребуваше својата функција, злоупотребуваше да го добие Олимписко село. Ја што таму преку Агенцијата за приватизација по некоја многу минимална цена, сега не се сеќавам дали 300-400 илјади марки му беше дадена, туку бараше и кредит да му обезбедеме, па Ламбе Арнаудов преку Македонска банка и кредит му обезбеди за да го купи Македонско село, а после, како што чув, го продал за 10-11 милиони марки пред 20 години, не вчера. За кои други основачи на ВМРО ДПМН да ви кажам? Јас ќе ви кажам, значи вака сега. Секој кој дал некаков прилог, секој кој
ја наместил масата, секој кој собирал потписи, секој кој печател мајци, секој кој бил прв председател на некој општински комитет, нели ако не бил член на УДБА, секој што бил во салата 25 мај, има свое место во историјата на ВМРО-ДПМН. Меѓутоа, немојте да го земате моето место. Само тоа сакам, затоа што моето место никој не може да го земе. Конечно ќе ве прашам, кога одевте по митинзи и илјадници луѓе, кога ги правевме најдобрите и најквалитетните митинзи што не се повтарале во Македонија, кого го слушавте таму? Кого го слушавте? Поставете си го прашањето, кого го слушавте? Идејата за самостојна и независна Македонија, од кој прв ја чувте? Од кој прв ја чувте? Одговорете си на прашањето. Од кој имате прв пат чуено идејата за самостојна и независна Македонија? И секи ви биде јасно кој ја формирал ВМРО-ДПМН. Мене ми е многу жал што мене ми конфронтираат со Драган Богдановски. Драган Богдановски си има своја улога како дисидент од едно постаро комунистичко време. Меѓутоа, Драган Богдановски, после излигувањето од затворите на УДБА, очигледно е соработник на УДБА. Има во архивот 1000 страни текст напишан од него лично, што работел, со кој се среќавал, како се среќавал, што зборувал, како се среќавал и сето тоа. Значи, ако ја градите тезата дека Драган Богдановски ја формирал ВМРО-ДПМН, да, тогаш може да се брани тезата дека ВМРО-ДПМН е формирана од УДБА. И таа ВМРО-ДПМН не е формирана од УДБА. ВМРО-ДПМН е формирана од Љупчо Ѓорѓиевски и Борис Мековски. Сега, за Борис Мековски, не можам да не кажем за него. Значи, Борис Мековски има исклучителна улога во првата година во поглед на организацијата. Јас, како што реков, не се занимавам со тоа. Трчање по комитетите, формирање по комитетите и сето тоа. За жал, после првата година, после една година, буквално така негде, ајде да речам месец-два порано подоцна, Борис Мековски почнува едноставно да не доаѓа во партијата. Си се посветува на бизнис, некој камион купуваше, некој автобус купуваше, некој градежни машини купуваше. И некој сакам да кажам, дека до 98 година во таа поделба меѓу идеологијата и организацијата, комплетната финансиска контрола и сите средства стигаа кај Борис Мековски до 98 година. Значи, тој пушташе колку сакаше и во најтешки моменти даваше некакви пари. Јас дори немам увид, немам увид точно какви се финансии се стигани и од каде се стигани во целиот тој период. Во таа насока, тука да негде сега, не знам која е 94-95 година, се доаѓа до една идеја да се направи КСИО, главни се тука Иван Соколов и Аци Диневски, Зоран Снајперот и уште некои други, се извинувам, Зоран му го заборев презимето, и уште неколку луѓе, меѓутоа овие тројцата беа главни. Зошто се формира КСИО? После тоа дојде на лош глас, како партија во партија, меѓутоа зошто беше поентата да се формира КСИО? Затоа што Борис Мековски едноставно не доаѓаше во партијата. Почна да не ја врши својата улога. Го немаше негде. Од друга страна слушаме, си го развива бизнисот и сето тоа. И така тие седнали и ми предложија улогата на генералниот секретар да ја презема КСИО. Значи, тоа што треба да го прави Борис Мековски, да го прави КСИО. Значи, Аци Диневски, Иван Соколов и Зоки. И јас се согласив. Се согласив затоа што гледам дека не функционираше веќе организацијата на партијата. И тие стварно почнаа да работат, меѓутоа за жал, и тие се повеќе и повеќе зборуваа против Борис Мековски дека не си ја врши работата, не за друго. Меѓутоа, кога дојде сударот 98 година, за жал, сепак меѓу доста и Измековски, значи тие застанаа на страната на Змековски и така нели се разделевме со нив.
А зошто дојде студирот 98 година? Змејковски ќе останеше да биде генерален секретар и на самите избори 98 година. Меѓутоа, тој собрал потписи за промена на Доста Димовска. Значи, тој што не работеше, собираше потписи за промена на Доста Димовска. И едноставно тука јас немав друг избор, освен да застанам на страната на Димовска, тој мораше да падне. И жал ми е после кога бевме 2000 или 2001 година, односно тоа беше пред кризата, 2001 година, Борис Змејковски беше организатор заедно со Борис Стојменов, практично на државен удар во Македонија, кога купија 4 или 5 пратеника, и тоа беше обид за пат на владата на Македонија. Ако имаме предвид дека во таа групација беше и Слободан Богоевски и Павле Трајанов како членови на УДБА, на полицијата македонска, ако имаме предвид дека сета операција беше финансирана од овој директорот на Комерцијална банка, Хари Костов, значи јасно е дека ние имавме обид за државен удар таа 2000 година, за жал во кој учествуваше и господинот Змејковски. Еве, така тоа се тие генерални црти кој ја формираше ВМРО ДПМН, како се создаваше ВМРО ДПМН, како се дојде до власт 1998 година со ВМРО ДПМН и како ја воскреснавме идејата за самостојна и независна Македонија и кој учествуваа во тој процес. Почитувани пријатели, ви благодарам.